во 21-виот век и го тресираат патот кој води кон Европската унија и НАТО. Да? Да, ние сме таа младина која со полна верба во себе и во Бога го зборува за своето потекло и за корените. Силата на новото време која е спремна да се соочи со сите предизвици и да ја заштити Македонија. Почитувани, ние сме тука и ние сме сега. Утре доаѓаат други генерации, нов социјален пакет, но токму нашата генерација свесна дека колку е пообразована, толку е помудра. Помогна да го придвижи, да го промени општеството. Затоа, нека не ве гризе сомнеш дека нема вистина во изреката. Светот на младите останува затоа што тие се столб за подобар свет, за поспешна Македонија. Која сум јас? Кое е моето место во семејството? Во етникумот на кој припаѓам? Кое е моето место во општеството? Толку многу промени се случија во мојот живот, а јас постојано го повторувам истото. Која е вистинската вредност на мојот живот? Кај луѓето има илјадници ставови варијанти на вредности. Но сепак, јас тврдам дека врвната вредност е човекот. Човекот во мене. Во древната индиска книга Упанишада се вели: оној кој сите суштества ги согледува во себе и во сите суштества се согледува себе си, тој не знае за омраза и болка. Благодарам Господе што денес својата игра шах ја играш токму со мене. Давајќи ми до знање дека се наоѓам на најниската точка од мојот живот. Но требаше да знам дека тоа е мигот кога новата плима почнува да нараснува. Никогаш повеќе нема да жалам и обзирам кон минатото. Тоа повеќе никогаш нема да се случи. Наместо тоа, ќе обликувам сегашноста, ќе тргам напред, без страх, лишена од сомнежи во пресретната и ствената иднина. Родителите и наставниците постојано ми велат: разумот нека те води во животот. А мојот разум вели: јас сум иднината на Македонија, јас сум столбот на Република Македонија. Во моите понесености залагање лежи решение за многу општествени проблеми. Секогаш имав намера да започнам нов и подобар живот во сопствената држава. Но никако не наоѓам време тој да го сторам. Тоа ти исто како да се откажеш од храна, пијало, да спиеш кататнено се додека не ти дојде смртта. Но сега сум убедена дека секое утро треба да ја дочекам со јасна поставена цел и да не одам на таа починка, за додека не ја извршам таа цел. И на крај, од секојдневното постигнување, ке нарасне цело купче, исто кога мравката собира зрнца песок. И на крај целата палата ќе биде иззидена. Доволно пространа вонес да се смести било кој сон. Навистина не е тешко тоа да се постигне. Но од кога ќе сфатиш дека треба да го живееш сопствениот сон. Големо е зло да не се прави добро со сопствената земја. Да не се действува со позитивни мисли, со чисто срце. Да не се учествува во делчињата на мозаикот која се нарекува успешна Македонија. Заборавите дела на историјата на светот ќе представуваат триумф на човековата понесеност. Без неа ништо големо не би било стварено. Таа му дава смисла на секој предизвик. Човековата понесеност ги урива сите предрасуди. И како лавина ги сутирува сите пречки. А радосната понесеност ќе представува кочија за патот кон подобар живот. И веќе на устите ми тлее насмевка при самата помисла колку добри ни стојат пред мене. Научи важна лекција. Средината на мојата понесеност ја создава вербата
темнина. Никаква стапи затоа што не може да се извлечат. Ниту се освртуваат кон тоа дека во животот постојат работи како неуспех. Верувале во тоа дека човештвото во текот на сите овие векови чекало само на нив да донесе вистината и љубавината. Но младите не ќе успеат да го живеат собствениот сон. Без љубезноста, разбирањето и вниманието кој им го пружат возрастните. Не научив најмногу тоа што ме учеа, туку тоа што разговараа со мене, посочувајте на големите филозофи, Свети Августин. Сега ми е познато дека животот не е составен од големи должности или жртви, туку од мали работи, како што е насмевката, љубезноста, упатени кога и каде е тоа можно. Тоа што го придобива и трајно го врзува секое срце. Знам дека и нината е во раците на младите, бидејќи нивната фантазија за промена на светот е слободна и неограничена. Но сега сум сосема будна и исполна со радост. Изчекувам предизвикано од сознанието дека прво треба да се променам себе си. А може би тогаш ќе влијам како пример во моето семејство. А со нивното храбрување и поддршка ќе го подобрам моето општество. А ние младите сите заедно ќе го промениме светот, ќе бидеме столб за успешна Македонија. Биди ти Се надевам дека уживавте во прекрасните настапи на овие млади луѓе кои имаат изградено јасни ставови за иднината, имаат развиена самосвест и имаат визија, затоа што младоста е столб за успешна Македонија. Музиката е дел од младоста. Секоја младост и секое време си има своја музика. Некои звуци остануваат вечност, како што е вечна и нашата Македонија, а ние, како дел од таа вечност, сме столб на иднината. Сега ја повикувам жири комисијата да се повлече и додека тие ја донесат својата одлука за тоа кои се најуспешни оратори на оваа ораторска вечер, ќе уживаме во звуците и изведбите кои ни ги подготвија нашите вечерашни гости. Прв на сцената го повикувам магистер Илија Настовски. Повеќе.
Сега ја поканувам Магдалена Тодоровска во придружба на професор Атанас Зафиров. Уживајте во нивната изведба.